Врзано за фондацијата, како што знаете, стипендиите се 6500 денари понатаму во текот на целата година од 12 месеци. Фондацијата заклучно со студентите кои оваа година ќе ги добијат стипендиите, веќе ќе има една позамашна бројка од 182 стипендисти кои добиле стипендија од Фондацијата Трајчо Мукаетов. Од нив веќе 46 се завршени. Од тие 46 би сакал да кажам дека веќе 12 стипендисти кои се дипломирани работат во компанијата Алкалоид АД, со тенденција да и понатаму се зголемува бројот на оние стипендисти од двата факултета кои откога ќе дипломираат и имаат желба продолжат да работат во нашата компанија. Врзано за правилата, значи, кои беа и за изборот на студентите кои ќе станат стипендисти на Фондацијата Трајчо Мукаетов, јас би сакал да ги замолам деканите на фармацевскиот и медицинскиот факултет да кажат неколку зборови, па потоа би продолжиле со другите активности кои Фондацијата ги има и ќе ги има во наредниот период. Така да, уште еднаш благодарам на присуството и на представниците на факултетите и ако може да малце се обратите. Благодарам. Да. Уред. Како прво, уште еднаш да го изразам моето огромно задоволство и благодарност до Фондацијата Трајчо Мукаетов за идејата и за континуираната поддршка на студентите од фармацевскиот факултет. Ова е една изваредно благородна и корисна идеја. Секоја година истото го кажувам, ќе го повторам пак. Значи, компанијата Алкалоид и Фондацијата Трајчо Мукаетов се пример за тоа како индустријата заедно со академијата треба да работат заедно во развојот на високото образование во земјата. Значи, при изборот на овие студенти, ние се раководевме пример од нивниот академски придонес во студиите и социјалната положба. И се разбира и дополнително водевме сметка и за екстракурикуларните активности кои ги остваруваат во текот на студиите. Така да, водејќи со тие принципи, избравме 20 студенти, од кои што 17 од 5 семестар и 3 од 7 семестар. Оваа поддршка ќе им значи многу, не само финансиска, туку ќе значи и нивно признание за досегашните активности и вложен труд, меѓутоа и стимул за понатамошно во текот на студирањето и можноста за вработувањето во една од најдобрите компании во државата. Уште еднаш благодарност и честитки на сите кои што ја добија оваа стипендија. Благодарам. Како што кажа деканот на фармацевскиот факултет, јас сакам да ја изразам јавно благодарноста кон оваа фондација што секоја година традиционално доделува стипендии за најталентираните студенти од медицинскиот и фармацевскиот факултет, што во едно време на глобална економска криза значи многу за самите студенти. Исто така покрај, како што знаете, покрај тоа што ова фондација доделува стипендии за талентирани студенти, доделува и средства за научни проекти од областа на медицината и фармацевската дејност. И оваа година на медицинскиот факултет имаше така поприлично кандидати кои што аплицираа за оваа стипендија, поточно 57 кандидати аплицираа. Од тие 57 кандидати издвоени се 20 кандидати кои што ги дадовме како предоплиста за да добијат оваа стипендија. Од тие 20 кандидати, 8 кандидати се во 5-тиот семестар на студии, а 12 кандидати се студенти од 7-тиот семестар на медицинскиот факултет на студиската програма по општа медицина. Како што истакна и генералниот директор, значи стипендијата многу значи е солидна за овие студенти и представува пострек за понатамошно
студирање со поголем ангажман и со поголем успех. Овие кандидати гледавме да биде најправедно што може да се направи правилен избор, земена е во обзир како земен е во обзир успехот, меѓутоа и материјалната содржина. Така што после направени убави критериуми во правилникот, немавме проблеми во изборот на кандидатите. Избравме, како што реков, 20 кандидати. Оваа година, Фондацијата Трајче Мукаетов доделува и награда за студент на генерацијата, која што оваа година и припадна на студентката Елена Кочова, која што има просек 10. Така што јас им честитам на кандидатите што ја доби оваа стипендија и на студентката која што е студент на генерацијата и воедно уште еднаш да изразам голема благодарност за сите вакви напори што ги прави компанијата, фармацевската компанија, која што ни една од, да речем, најголема во Македонија и да продолжи понатаму со овие стипендии. Благодариме на убавите зборови. Значи, врзано за вториот дел од нашата пресконференција, како што кажа и деканот професор Никола Анкуловски, во сегментот на она што го почнавме миналата година прв пат, а тоа е доделување на еднократна сума за првенците на генерација на фармацевскиот и на медицинскиот факултет. Оваа година, значи, изборот падна да од медицинскиот факултет, веќе кажавме, Елена Кочова со просечен успех од 10 ја добие еднократната подршка од компанијата и Тања Баковска со просечен успех од 9,35, студент од факултет за фармација, ја добие за сегментот за фармацевскиот факултет. Така да јас би сакал да ви честитам на двете, мислам дека ова е еден стварно голем успех за вас. Би замолил да подпишеме еден договор околу доделувањето на еднократната помош. Септември се случи еден настан, каде што заедно се собравме сите во хотелот Белви и во чест на прославата се организираше и еден добротворен пикник, каде што секој од вработените на Алкалоид, членовите на нивните семејства, пријателите, купуваа маичка која специјално беше дизајнирана од дизајнерот Александар Ношпал, врзано за прославата на 75 години Алкалоид. Целата идеја беше да се соберат средства кои ќе одат како донација за клиниката за педиатрија, одделот за онкологија во рамки на клиниката, и се собраа средства од 425.500 денара кои фондацијата Трајче Мукаетов ќе ги донира на клиниката за педиатрија, онколошки оддел, со идеја да се обезбедат средства за децата кои ги имаат тие проблеми и да се помогне колку може да нив им биде подобро со надеж за трајно излекување.
Врзано за тоа, јас би го замолил директорот на клиниката за педиатрија, професор Рацко Костовски, да се обрати. Благодарам. Почитуван председателят на фондацијата Трајчо Мукаетов, Живко Мукаетов, почитувани сите присутни, декани на медицински факултет, на фармацевтски факултет, членови на управниот одбор на фондацијата, како и представници на електронските и пишуваните медиуми. Би сакал да се заблагодарам на оваа хумана акција што е направена од страна на фондацијата Трајчо Мукаетов. Воедно би сакал да кажам дека клиниката за детски болести како врвна терцијарна институција која што се грижи за диагностицирање и лекување на најтешко болните деца, а посебно децата со малигни заболувања, средствата за својата екзистенција ги добива во најголем дел од Фондот за здравство и здравствено осигурување, понатаму од буџетот на Република Македонија, од сопствени средства и донации. Една од тие донации е и денешната донација, како што рече председателот на управниот одбор на фондацијата, дека оваа донација ќе биде доделена на одделот за хематоонкологија. Тој е оддел кај што се диагностицираат и лекуваат најтешко болните деца со малигни заболувања. Област која што бара исклучително скапо диагностицирање и скапо лекување. Средствата кои што ќе бидат, односно што се собрани од оваа хуманитарна акција, ќе бидат, како што беше речено, доделени на овој оддел, а со една единствена цел, да се набави опрема, медицинска опрема, како и пропратна немедицинска опрема, со што ќе се облагодари, ќе се подобрат условите за лекување на овие болни деца. Како пример, ќе бидат набавени инфузомати за апликација на цитостатската терапија, понатаму ќе бидат набавени инхалатори, ќе бидат набавени електрокардиографски апарати и останата опрема која што е потребна за нивното лекување. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Сега би го подпишале договорот за донација на Универзитетската клиника за детски болести. Значи, уште еднаш сакам да се заблагодарам на медиумите за присуството на денешната пресконференција. За нас е голема чест да се биде тука, голема чест да се продолжи делото на човекот кој успешно го водеше Алкалоид долги години, Трајчо Мукаетов. И би сакал во име на фондацијата уште еднаш и да се заблагодарам и да кажам дека и понатаму фондацијата ќе се грижи за се она што се вика наука, што се вика развој, што се вика заедничко работење и на компанијата на Алкалоид и помагање на ресурсите на државата во делот на фармацијата, делот на здравството, делот на проектите кои носат прогрес, носат развој, носат поубави времиња во тој сегмент, така да почекувајте понатаму добри вести и други активности кои фондацијата ќе ги превзема, се со цел да се покриваат и да се помагаат сите оние сегменти кои дефинитивно носат едно подобро утре за сегментите на работење тамо каде што е присутна и компанијата Алкалоита, преку неа и фондацијата Трајчо Мукаетов. Јас би сакал да се заблагодарам, доколку има прашања, стоиме на располагање да одговориме. Ако може малку појаснување колку време ќе добиваат стипендијата, дали еден семестар, една година или како? Значи стипендијата се добива секој месец по 6500 денари нето, една година. Системот на функционирање е таков што се прави анализа дали студентот кој ја има стипендијата ги задржува параметрите на успех кои се врзани во правилата, доколку и понатаму се во рамките на параметрите на успех продолжува да ја добива стипендијата до завршувањето на студиите, да. Што значи оние кои почнале од трета година буквално до крај би ја добивале, доколку нормално го имаат просекот,
на време ги завршуваат сите семестри со успех кој си стои конкретно баш во правилата, во статутот на фондацијата. Така да оној кој влегол треба, значи понатаму да биде влегол како добар студент, да продолжи да се гради и да се развива во тој дел. Да. Добро, доколку нема други прашања, уште еднаш благодарам на сите за присуството и бидете поздравени.